А денес видовме дека всушност без таа совршена Божја љубов сме ништо. И тоа е навистина реално, сума сумарум, кога се ќе соберете и одземете, тоа е навистина така. Го читавме и поготово на втори стих од прво послание до Коринќаните, дека да го имате еден од најпочитуваните, значи дарови, дарот на пророштвото. И да ги имате, да ги знаете сите тајни, сите знаења и најсилна вера да имате, да преместувате планини, ако ја немате љубовта, ништо не сте, ништо не сме. И сега да видиме што и фали на Лаодикеја. Малку веќе спомнавме и денес, всушност си дадовме одговор, меѓутоа малку подетално. Ајде да ја прочитаме веста до Лаодикеја, се наоѓа во 3 глава Откровение секако, од 14 до 22. Откровение 3, 14 до 22. И на ангелот на црквата во Лаодикеја напиши му, ова го зборува Амин, верниот и вистински сведок, кој е тој? Тоа е Исус, уште од 1 глава Откровение, може тоа да го видиме таму 5 и 6 стих. Почетокот на Божјето создание. Ги знам твоите дела, дека не си ни студен, ни врел. Одма вниманието е насочено на делата на Лаодикеја. Лаодикеја има проблем со делата. Знаете, има 3 вида на дела, да кажам така. Тоа е кога од погрешни побуди правите погрешни работи, веќе спаѓате во оние кои што се студени во описот, како што е даден овде. Ако од добри побуди, вистински побуди, исправни побуди, правите добри дела, тоа е она група на врел, а млакиот, онаков како што е опишан Лаодикеецот, е кога од погрешни побуди правите добри дела. И како што видовме и денес и со богатиот младич, тој тврди дека го држи законот, а всушност видовме дека е себичен. И дори видовме дека во Откровение, Коринќаните 13 глава, онаа глава за љубовта, дека дори можете и телото свое да го дадете да изгори, да бидете маченик, па и имото своје да го раздадете, ако се сложил богатиот младич на понудата од Исуса, сепак ако тоа е без љубов, ако не е мотивирано од љубов, нема никаква полза, ништо не е. Значи, побудите, мотивите се погрешни, не се оние вистински, не се од љубов. И било што и да правиме, ако не е од љубов, не вреди тоа во Божите очи. Затоа и обрнав внимание на делата, ги знам твоите дела, дека не си ни студен ни врел. Кога би бил студен или врел? Вака, бидејќи си млак, значи, вели дека дури подобри онаа состојба да си студен, од млакоста дури и таа е подобра. Затоа што состојбата на млакост, кој што гледаме и знаеме, лаодикејската состојба е состојба на обманетост, на измама. Вака, бидејќи си млак и не си ни врел, ниту студен, ќе те изблувам од својата уста. Страшни зборови. Зашто велиш, богат сум и се збогатив и ништо не ми треба, еве измамата, а не знаеш дека си беден и несреќен и сиромав и слеп и гол. Замисли си некој што смета дека е богат, а и беден и несреќен и сиромав и слеп и гол. И сега советот те советувам да купиш од мене злато пречистено во оган, за да се збогатиш, и бели облеки, за да се облечеш, да не се појави срамотата на твојата голота, и очна маза да ги намачкаш своите очи за да гледаш. Значи цел еден рецепт докторот дава за оваа болест, великиот лекар, но сето ова спаѓа во она едно што му фали на Лаодикеецот. Значи знаеме дека златото прочистено во оган што беше? Верата која што действува преку љубовта.
Потоа белите облики знаеме дека тоа е символ на Христовата праведност и она очна масте, мудрост или светиот дух, она видело да можеш да разликуваш добро од зло, едноставно да можеш да ја согледаш својата собствена состојба. И како исто битен момент, но она што и фали на Лаодикеја е всушност во следните стикови. Вели, јас ги укорувам и казнувам оние кои ги љубам, затоа биди ревносен и покај се. Значи, Лаодикеја треба да се покаја, тоа е факт. За да се покаја треба да осознае, да свати која е состојбата, а сето тоа вистинскиот сведок, односно Господ Исус, го прави од кој побуди? Од љубов, од сосема чисти побуди. Значи, ако укорувате некого и ако казнувате дури некого, тоа може да биде од љубов, може да биде од љубов, може да биде од некоја друга побуда, да речеме, меѓутоа не знам, од некој бес. Пример ми текнува во моментите таква сцена, значи јас не сум видел во животот, да ви кажам. Фала му на Бога што не сум гледал по лоши сцени од тие. И ќе рече сега, па не е никој знае каква сцена, меѓутоа да, фала му на Бога што не сум видел полоши од тие. Значи, во сред двор, пред очите на сите нас, деца бевме, таткото на еден од другарите го легна доле на бетонот својот син и го риташе со клоци. Замислите. Ба да. Па јас не знам што е да направил за такво нешто, не знам, за таков начин на казнување. Океј. Како и да е. Сега 20 стих е оној кој што е клучниот. Значи, да, и беден, и несреќен, и сиромав, и слеп, и гол е Лаодикеецот, ама еве она што е клучното што му фали. Што вели овој стих? Еве, стојам на вратата и чукам. Исус е тоа, верниот сведок, вели, стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Кој е проблемот на Лаодикеја? Што и фали на Лаодикеја? Да, тоа е тоа, ама... Значи, Исус е надвор. Исус е надвор од црквата. Еве, ако сакате. Исус е надвор од срцето на Лаодикеецот. Значи, љубовта и фали на Лаодикеја. А Лаодикеја не го пушта Исуса да влезе. И потоа вели на оној кој што победува ќе му дадам да седне со мене на мојот престол и така натаму, кој има уво нека чуе што им зборува духот на црквите. И сега во Јован 15 глава, тука е таа слика, една прекрасна слика со лозата и прачките која што Исус ни ја дава, тој однос кој што треба да постои, таа врска, таа постојана конекција меѓу верникот и Исуса, која што треба сите ние да имаме за да носиме плод. Останете во мене, 4 стих, 15 глава Јован. Како јас во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не остане на лозата, така и вие, ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Значи, кој е тој однос? Ние во Христа, Христос во нас. На Лаодикеецот тоа му фали. Христос е надвор. Љубовта е надвор. Ја нема. Побудите се себични, какви и да се. Лаодикеецот, неговите дела се млаки, затоа што прави добри дела од погрешни побуди, од себични, од вакви... Мислам, сума сумарно, ако земете, себични се тие побуди. Дури не знам какви дела да се, на милосрдие, на служба, во црква, на не знам што, ги прави од себични побуди. На крајот на криштата, Лаодикеецот се спасува со дела, он така размислува, исто како фарисеите, проблемот на богатиот младич. Ја го држам законот, што ми треба друго сега? Да продавам имот, да... Не, јас си го држам законот. Спасување со дела.
Такви се делата на Лаодикеја, затоа што Исус е надвор. А знаете ли што вели Елен Вајт? Дека секое наше дело, кој што произлегува од нас, е извалкано со себичност и греф. Пред се истакнува себичност. Сето тоа е некако пресметано за нешто да добиеме, за калкулации некои правиме. Не, кај љубовта нема калкулации. Што би рекла Марија Магдалена, дали би го направила она дело со мирото, ако калкулирала? Па целата заштеда од цела година таа така ја потрошила едноставно, така, не така, значи го помазала Исуса, но воопшто не размислувала да калкулирала сега, леле, па јас можам ова да го продадам, па волку пари, па заштеда, тоа е било заштеда на неа. Не. Нема калкулации. Во 9 стих од 15 глава вели, како што таткото ме возлюби мене, така и јас ве возлюбив вас, значи зборува Исус, останете во мојата љубов. Значи, погоре останете во мене, како јас во вас, а тоа значи во преносна смисла останете во мојата љубов. 10 стих, сега што значи пак тоа? Проширува и вели, ќе останете во мојата љубов ако ги запазите моите заповеди, како што и јас ги запазив заповедите на мојот татко и останува во неговата љубов. Нормално, тоа не може да се одвои од послушноста, од законот, затоа што самата љубов е исполнување на законот. Не можете вие да кажете, го љубам Господа, а го кршам законот. Римјаните 8.10, што вели Павле? Римјаните 8.10. А ако е Христос во вас, значи повторно, истиот речник, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив заради правдата. Значи, кога Христос е во нас, телото е мртво. Вашето јас е мртво. Во Галатјаните 2.20 вели, јас не живеам повеќе, туку Христос живее во мене. Кога Христос живее во нас, не може да има греф. А лаодикеецот има проблем со поделеност на срцето. Не е тоа она чисто срце, за кое што читавме во блаженствата, туку е поделено срцето. 2 Коринќаните 5.17, исто многу убав стих. И така, ако е некој во Христа, што е тој? Ново создание. Старото помина, ете, се стана ново. Значи, наново роден. Оној кој што е во Христа и Христос е во него, тој е наново роден. Лаодикеецот не е таков, затоа што Христос е надвор, пред вратата, чука, сака да влезе. Ако читаме во Матеј 24 глава, меѓу таму карактеристиките кои се на последното време, значи гласови за војни и така натаму, сега гледаме што се случува, короната умре, дојде војната, нова криза. Како што слушавме многу пати од ова место овде, од братјани, па и од мене, нема веќе нормално да видиме и навистина, тоа се обестинува. Короната веќе ја нема, да, чат пат ја спомнуваат пак, меѓутоа не е ударна вест, најверојатно нема повеќе од летото да трае, но сега гледаме војна, која што исто така толку многу има влијание на цените на газот, на нафтата и повторно криза, повторно скокање на цени, повторно осиромашување на народот и така натаму. Па, нормално. Сето тоа е пресметано. Зарем случајно се случува. Но меѓу карактеристиките на тоа последно време во Матеј 24.12, клучен стих за нас вечерва е: и заради многу беззаконија, што ќе се случи? Љубовта ќе олади ке мнозина. Заради што? Заради беззаконијата, заради гревовите. Со каков проблем? Каков проблем има Лаодикеја? Како тоа станала млака? Оладила љубовта. А оладила љубовта заради беззаконијата. Можете да читате еден куп цитати од Елен Вајт, кај што вели дека токму беззаконијата се проблем. И проблем е тоа што Лаодикеја не ги гледа тие беззаконија како беззаконија, не ги гледа како греф. Таа смета дека е богата, дека се е окей со неа. Да. Но кој ќе издржи до крај ќе биде спасен. Значи,
Треба да се издржи. Треба да не дозволиме љубовта наша да олади. Елен Вајд вели, треба да од ладноќата на другите, од оние ладните, треба да црпиме љубов. Интересен цитат е тоа. За да се одржиме во последното време. Ако читаме во второ послание до Тимотеј 3, од 1 до 5, оние познати зборови кај што вели зошто ќе настанат тешки времиња, и интересно е, затоа што вели вториот стих од прво послание до Тимотеј, второ Тимотејово послание, 3 глава, ова знае го, нели, во последните денови ќе настанат тешки времиња, зашто луѓето ќе бидат, првата карактеристика е само живи, или себелюбиви, себични. Повторно го имаме она што ја исклучува љубовта. Значи, спротивност од љубовта не е омразата, туку е себичност. Среде тие саможиви, себелюбиви луѓе, вие треба да ја одржувате љубовта. То само со Бога, нормално, не можеме ние сами. Сребролюбци, следниот, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, безприродна љубов, пазите. Интересно е ова, безприродна љубов. И каква? Веројатно вештачка некоја. Значи, онака на изглед те сакам, ама волече ти обичите, нели? Непомирливи, клеветници, невоздржани, се е спротивно од она што е љубовта во прво послание до Коринќаните, 13 глава. Жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви. И петиот стих, дали треба да го читам, кои што имаат изглед на побожност. Само изглед на побожност. Како и лаудикеецот, како и фарисеот, надворешно гледано, сите му се воодушевуваат, клекнува тамо кај ќе стигне, не знам дали клечеле, ама веројатно стоејќи се молеле да така стои. И ги заземале првите места, нели, на богослужба, на молитвен час, на не знам што, ама тоа се само надворешност. И сега видите неколку цитати од Елен Вајд, четврто сведоштво, 87 страна. Вели, пораката упатена до Лаодикеја се однесува на Божиот народ, кој тврди дека верува во сегашната вистина. Значи, она, Исус стои надвор и чука, не се однесува дека на некое срце или на некоја... Значи, рековме, тоа е црква како прво. Значи, се однесува на срцето, не на некој безбожник надвор, туку на срцето на верник. Така наречено бе. Верник. Значи, се однесува до Божиот народ, кој тврди дека верува во сегашната вистина. Мнозинството од тој народ го сочинуваат така наречени верници, кои се тоа само по име. Но им недостига вистинска ревност. Значи, ревност немаат. Бог сака да има луѓе кои што се подготвени да ја подобрат постојната состојба и како верни стражари цврсто да стојат на местото на својата должност. Тој им дал изобилство на светлина во секој поглед за да ги поучи, охрабри и ги утврди според тоа каква била потребата. Но наспроти сето тоа, токму оние кои повеќе од сите други се должни да бидат верни, проткајани со христијанска ревност и најсесрна љубов кон Христа, најчесто му помагаат на непријателот да ги слабее и обесхрабрува оние кои Бог ги употребува во подигање на своето дело. Интересно, лаодикејците се најдобри соработници на непријателот. Изразот млак може да се примени токму на таквите. Тие тврдат дека ја сакаат вистината, но им недостигаат христијанска ревност и вистинска побожност. Значи, само изглед на побожност имаат. Тие не се осмелуваат во потполност да му се предадат на Бога, значи се држат на дистанца. Знаете ли кој се држал на дистанца од Христовите ученици? Јуда не сакал целосно да му се предаде на дистанца, за да, која ќе, како се вели, кога ќе загусти, да може да се повлече. Че тие не се осмелуваат во потполност да му се предадат на Бога и се изложуваат на ризик да станат неверници. Бидејќи не се подготвени да се откажат од себе, проблемот исто на богатиот младич, и строго да се придржуваат до начелата на својата вера. Цитат исто од четврто сведоштво.
Единствената надеж за лаодикејците е да ја увидат својата вистинска состојба пред Бога и да ја сватат природата на својата болест. Тие не се ниту студени, ниту врели, заземаат некој неутрален став, а знаеме дека во големата борба нема неутралност. Значи, заземаат неутрален став, а истовремено си ласкаат сами на себе дека се богати, дека ништо не им треба. Верниот сведок се згрозува и гади на млакоста и равнодушноста на таквите верници. Тој вели, о да си студен или врел. Тие му се толку одвратни како кога би пиел млака вода. Тие не се ниту потполно незаинтересирани, ниту себично тврдоглави. Значи, не се потполно незаинтересирани, не се себично тврдоглави, не се подготвени во потполност и со сето срце да се посветат на Божјето дело и своите интереси да ги изедначат со интересите на делото. Туку се држат по страна и подготвени се да ја напуштат положбата ако тоа го бараат нивните лични интереси. Како богатиот младич. Му било понудено, продај го имото, назад. Личните интереси му се во прв план. Божјата благодат не го остварила своето внатрешно дело во нивното срце и затоа верниот сведок за таквите вели, зашто велиш богатом си и си збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си несреќен и сиромашен и слеп и гол. Да се биде без благодетите на Божиот дух е навистина жално, но уште пострашно е ако сме потполно лишени од духовност, одвоени од Христа, а сепак се обидуваме да се оправдаме себе си, зборувајќи им на оние кои се загрижени за нас, дека не ни се потребни никакви нивни стравувања, ниту сомилост. Моќта на самоизмама страшно делува на човечкиот ум. Каква заслепеност кога некој ја смета светлината за темнина, а темнината за светлина. Верниот сведок ни упатува совет од него да купиме злато прочистено во оган, бели облеки и мевлем за очи. И сега кажува, значи златото прочистено е верата и љубовта. Белите облеки се чистотата на карактерот Христов. Мелемот или маста за очи ја представуваат Божјата благодат која не вразумува да разликуваме добро од зло и да го разоткриеме гревот во било кој облик и да се појави. Бог и дал очи на својата црква и баре да ги намачка со тој мевлем неговата мудрост за незиниот духовен вид да биде потполно јасен. Но многумина вели сакаат да ја лишат црквата од тие очи само кога би можеле, бидејќи не сакаат нивните дела да изгледат на светлина, за да не бидат укорени. Тој божествен мевлем за очи дава бистрина на видот и духовно распознавање. Во Христа и изобилството на сите богатства на божествената благодат и добрина. Тој вели купи од мене. Име тука некои цитати од Патот кон Христа, растење во Христа, 8 глава. Околу оној однос на лозата и прачките, вели нашето растење во благодата, нашата радост, нашата корисност, сето тоа зависи од нашето единство со Христа. Само тогаш, ако секој ден и секој час сме во заедница со Него, само ако живееме во Него, ќе можеме да растеме во благодат. И сега прашањето, како да живеам во Христа? На ист начин вели како што сте го примиле, така и ќе живеете, со вера. Вие не сте можеле сами да ги окајате своите гревови или да го промените своето срце, но вие себе си сте се предале на Бога. Значи, не да дистанца. Тоа е нашиот проблем, да му се предадеме на Бога целосно. Верувајќи дека тој поради Христа сето тоа го сторил за вас. И вели, со вера сте станале Христови. Сега Елен Вајт опишува со најпрости зборови каква трансакција треба да направиме сега тука. Нешто треба да дадеме, нешто треба да земеме. Со вера сте станале Христови и со вера треба да растете во Него, давајки и земајки. Вие треба да дадете се. Повторно сега дојдеме до таа тема се или ништо. Треба да дадеме се. Што подразбира тоа? Своето срце, својата волја, својата служба, себе си да му се предадете нему
и да бидете послушни на сите негови барања. Тоа е она што не го направил богатиот младич, тоа е она што не го прави ни Лаодикеја. И вели, и вие морате да земете се. Значи, давате се и земате се. И сега што спаѓа во тоа се што треба да го земеме? Цртичка Христос. Да бидете послушни Христа, полнината на сите благослови, да живее во вашето срце, да биде ваша сила, ваша праведност, ваш вечен помошник, да ви дарува моќ да бидете послушни. Со Христа, примајќи го Христа, ако Лаодикеја, ако ние дозволиме да Христос влезе, ние имаме се со Него. Имаме сила и за послушност и за се. Ја примаме љубовта, а љубовта е исполнување на законот. Законот е исполнет, без проблем. Без мака, без напрегање. Кога Христос живее во срцето, се менува целата природа. Ето е тоа наново раѓање. Доаѓа до промена на природата. Христовиот дух, неговата љубов, неговата љубов го омекнува срцето, ја скротува душата, тоа меко срце за кое што стана збор. Ја скротува душата, ги воздигнува мислите и желбите кон Бога и небото. И потоа целиот текст, поднатаму ако ја читате целата таа глава од патот кон Христа, оди во насока на главната мисла е да го тргнеме погледот од себе и да не се занимаваме со себе, туку да гледаме на Христа. Да прочитаме сега Ефесијаните. Ова се многу јаки стихови исто. Ефесијаните 3 глава од 14 до 19. Ефесијаните 3, 14 до 19. Заради тоа ги преклонувам своите колена пред таткото на нашиот Господ Исус Христос, од кого секој род на небесата и на земјата добива име, да ви даде според богатството, значи Павле вели, се молам за вас, што да добиете, да ви даде Господ според богатството на својата слава, да зајакнете со сила преку неговиот дух во внатрешниот човек, та преку вера да се всели Христос во вашите срца. И што значи тоа? Да бидете вкоренети и засновани во љубовта. За да можете да сватите со сите свети што е ширина и должина и височина и длабочина на таа љубов. Видите, има и ширина и височина и длабочина. Да ја познаете Христовата љубов, која го надминува знаењето, за да се исполните во целата Божја полнота. Да бидете целосни, да имате се, да бидете совршени. И сега внимавајте, ова е последниот цитат од Копнежот на вековите, да не се вознемирува вашето срце, главата, односно 675 до 679 страна, тука се тие цитати, дел од нив, ке читаме. Вели, таа заедница со Христа, она заедница во Јован 15 глава, што е опишена со лозата и прачките. Еднаш воспоставена, мора да се одржува. И мора да признаеме, тука е нашата слабост, ние можеби ќе се поврземе, па ќе се дисконектираме, знаете, ве нервира некојаш порано, мислам сега, не знам како, не знам на кој оператор сте, ама интернет има, де нема. Со Јани порано се шегувавме горе на времето, кога беше така некој послаб интернет. Доаѓам јас и он вика интернет. Де има, де нема. Интернет. Значи, треба да се одржува, треба да биде постојана, константна. Христос вели, останете во мене, јас ќе останам во вас. Како прачката што не може да роди плод само од себе, вие не можете, вика, ако не останете во мене. Тоа не е никаков случаен допир, никаква повремена врска. Прачката станува дел на живата лоза, пренесувањето на животот, на силата и родноста од лозата на прачката е непречено и постојано. Прачката не може да живее одвоена од лозата. Ке се исуши. И само за во оган, за подпал. Така и вие, вели Исус, не можете да живеете без мене. Животот што сте го примили од мене може да се сочува само со непрекината заедница.
Без мене не можете да совладате ниту еден грев, ниту да му се спротиставите на кое и да е искушение. И сега, подолу во таа глава, 15 глава, зборува за нова заповед ви давам, да се любите еден со друг. Значи, тоа е пак во контекст на таа врска и поврзаност. Ако ја имаме таа заедница со Христа, таа заедница со Христа раѓа љубов. Затоа што е производ на љубовта, всушност. Сега вели, оваа љубов е доказ за учеништвото. Што вели? По ова сите ќе познаат дека сте мои ученици, ако се љубите еден со друг. По тоа светот ќе познае, тоа е најголемиот доказ за светот дека ние сме Христови ученици, дека сме христијани во полна смисла на зборот. Кога, и сега внимајте, ова е многу јако, дури и во контекст на сите случувања околу нас, со црквата, затоа што гледате цело време провејува себичност, од една страна љубов, од друга страна на чиста љубов. Секоја побуда, ако не е од љубов, се што правите, ако побудата не е љубов, тоа е веројатно себичност. Нешто што го калкулирате. Кога луѓето се поврзани меѓусебно, ама како? Не со сила или со лични интереси. Поврзување на луѓе, имаме заедница, имаме црква, ама ако тие се поврзани не е со некоја сила присилно, или од лични интереси, туку со љубов, покажуваат дека действува едно влијание што е повозвишено од секој човечко влијание. Че тука има небесно влијание. Ако поврзаност е од љубов, ако не се во прашање лични интереси, ако не е во прашање себичност некоја, или присила, тогаш тука делува Бог во таква една заедница. Таму кај што постои такво единство, тоа е доказ дека во човечкиот род е обновен Божиот лик и дека им е всадено ново животно начало. Еве како се обновува Божиот лик. Во заедница, која што заедница се заснова на љубов, а не на лични, себични интереси, присилно или така натаму. Тоа покажува дека во божествената природа постои сила што може да им се спротистави на природните сили на злото и дека Божјата милост ја победува себичноста својствена на природата на човечкото срце. Се или ништо. Љубовта навистина е прашање на се или ништо. Тоа е она што му фалеше на младичот, тоа е она што му фали на Лаодикеецот и на Лаодикеја. Христос е надвор. Христос треба да му дозволиме да влезе, треба да и дозволиме на таа љубов да работи во нас, да ги очисти нашите души, нашите срца и секоја една заедница, потоа доаѓа нели она единство и заедница која што е на основа на љубов, без никакви лични интереси. И тоа е доказ дека Бог работи. Се останато е нешто друго. Нека му е слава на Бога. Мислам дека сето ова е толку едноставно за разбирање, но толку суштествено. Нека Господ ни помогне да се излее таа Негова љубов во нас, во нашите срца, да сватиме, да знаете, оној човекот во Римјаните 7 глава, кој што има проблем, нема сила за да се спротистави на грешната природа, е барем еден чекор пред Лаодикеецот, тој е свесен дека е грешен. Како вели смртен човек сум јас, кој ќе ми помогне? Лаодикеецот не е свесен, тој е еден чекор напред, многу битен чекор, и потоа му благодарам на Исуса Христа. Таму е силата, без Него не можеме ништо, примајќи го Него ја примаме љубовта и имаме се. Нека Господ ни помогне во сето тоа, во примање на Христа, со цело срце, искрено, во примање на Неговата љубов. Нека му е слава Нему. Амин. Боже и Господе, навистина во Твојата љубов има и радост, и среќа, и задоволство, и мир, и сето она што
навистина и е потребно на нашата душа во овој свет во кој што има немир, кој што има тага, плач, војни, болести и сето она зло кое што е како последица на гревот и на грешниот свет во кој што живееме. И Господе, навистина ни е потребно Твое водство, навистина би биле изгубени и измамени во тешка самоизмама, доколку не Ти дозволиме и не ја отвориме вратата од нашите срца и од нашата црква, да влезеш, да бидеш помеѓу нас, да бидеш со нас, да бидеш во нас, затоа што само така можеме да донесеме плод, само така може да те прославиме достојно и само така ќе бидеме доказ, лика и прилика за овој свет, слика и прилика за овој свет, дека навистина сме христијани, дека навистина сме Христови следбеници, дека сме Божји чеда. Светот по тоа ќе познае, по љубовта, по заедништвото. Затоа, Господи, помогни ни да ги очистиме нашите срца, да сватиме и да увидиме ако се уште има некои делови во нас, она себичност и она наше его кој што треба да се предаде и да се распне, за да со чисти срца можеме да Ти служиме и на Тебе и на нашите ближни, затоа што само тогаш побудите ќе бидат чисти и делата ќе бидат добри. А тоа е карактеристиката на оние кои што се означени како врели во пораката до Лаодикеја. Те молиме, Господи, помогни ни на секој од нас и води не, како што Ти најдобро знаеш, не водиш од слава во слава, од победа во победа во оваа нова седмица, а за секи Ти бидеме и сме Ти неизмерно благодарни во Христово име за сето тоа. Амин.